Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Родителите ги дочекаа обвинетите со ликот на жртвите од Пулс, револтирани што никој не чувствува вина. Да ги потсетиме убииците на нашите деца, што направија. Тоа се млади убиени деца и 63 сенки ки ги следат за секогаш. Кривична пријава за екс-градоначалникот на Струмица за набавката на електрични автобуси. Костадинов ги отфрла обвинувањата во целост. Чучул се заколна дека ќе се бори против корупцијата. Невладините го дочекаа со сериозен предизвик. Секој трет дал мито за да заврши некаква работа. Судиите и обвинителите се најкорумпирани според граѓаните. Трети на листата се пратениците. Конгресот на ВМРО ДПМН ќе донесе и внетрепартиски промени. Владина реконструкција на пролет. Лидерот на ВМРО ДПМН не гледа причина за предвремени парламентарни избори. Град Скопје со 5 препораки за загадениот воздух. Пациенти со респираторни болести ги полнат болниците. Федерика Могерини поднесе оставка од позицијата ректор на Коледжот на Европа. Овие вести во живо од Идризово, судители од судскиот процес за случајот Пулс. Станете со нас. Со фотографии од жртвите во дискотеката Пулс, родителите денеска пред судницата во Идризово ги пречекаа обвинетите во случајот. Револтирани се што никој не се чувствува за виновен. Во Идризово е колегата Зоран Јаневски, треба да го имаме во живо во овие вести. Зоран, голем е револтот на родителите од она што досега можеа да го слушнат во судница. Да, денешното рочиште овде во дигиталната судница покрај затворот Идризово започна со поставување транспарент од 63 тројцата загинати во кочанската дискотека Пулс со нивните фотографии и пораката на која според која пишува 63 сенки ќе ве следат, секој поглед бара правда, поставен од родителите на самиот влез од судницата каде што влегуваат обвинетите и нивните адвокати. Ова тие го сториле како што велат, бидејќи на минатото судско рочиште ниту еден од обвинетите се изјаснил дека не чувствува вина за случајот, па како што изјавија родителите, дали тие треба да ги потсетат обвинетите зашто седат во оваа судница. Ги имаме нивните изјави да ги погледнеме. Еве денес го донесовме транспарентот со нашите 63 убиени деца, бидејќи да ги потсетиме убииците на нашите деца, што направија, бидејќи на претходното рочиште тие се изјаснија дека не се виновни. Никој од нив немаше ни грам совест и човечност да ја признае својата вина. Ни монструмот, ни син му, ни брат му, ни соучесници дали биле од прв, втор, трет ред, никој не покажа барем човечност. А сите ние знаеме кој е виновен и се надевам дека ќе добиеме правдата за нашите убиени деца. 63 не е само бројка. 63 не е статистика. Тоа се млади убиени деца и 63 сенки ки ги следат за секогаш. Грижува фактот што обвинетите продолжуваат да добиваат јавен простор за изјави и медиумски настапи. Иако се соочуваат со сериозни обвиненија поврзани со последиците од настанот во кој беа уништени 63 животи и зацрнети 200 семејства. Тие се однесуваат како тие да се оштетени, како да не знаат зошто се обвинети, како прв пат да слушаат дека дискотеката Пулс постоела. Зоран, и денеска не беше многу поразлично што можеше да се случне во судница, зборима инспектори, поранешни градоначалници, дел од обезбедувањето. Да, денеска во судницата продолжи судењето со воведните говори на обвинетите и нивните бранители. Тоа денеска го сторија тројца општински градежни инспектори, поранешните градоначалници на Кочани. Сите тие тврдеа дека немале надлежност да контролираат што се случува во дискотеката Пулс. Општинските градежни инспектори рекоа дека за да влезат во објектот требало да има пријава. Сепак тие не биле надлежни за реновирањето кое што се случува
случувало внатре, ниту пак имале надлежност да контролираат дали објектот имал противпожарна заштита. Велат дека пожарот настанал како последица на пиротехника, а не заради градежни пропусти на објектот. Поранешните градоначалници исто така тврдеа дека тие немале никаква надлежност. Радко Димитровски рече дека тој е единствениот во судницата кој уште во 2012 се противел на отварање на угостителски објект на таа локација. Како што рече, го информирал Министерството за економија и Државниот пазарен инспекторат и побарал од нив да му кажат дали дискотеката добила лиценца или пак дали ќе добие. Но како што рече, се до денес не добил одговор. Имаме дел од нивните изјави да ги слушнеме. Никогаш, ама баш никогаш не сум можел да замислам дека ќе застанам на обвинителна клупа за такво нешто за кое што ме обвинуваат сега, а единствено јас сум бил во Република Македонија тој што бил против тоа пред 13 години. Повторно, како што сум правил секогаш, ќе направам и сега. Ќе кажам гласно она што сметам дека треба да се внимава за да се спречи неправда. Да се внимава со водењето на оваа постапка, да не се случи повторно неправда спрема некои како она што се случи пред 13 години. А тоа е молкот на моето барање, никогаш не добиен одговор на истото и силен траур и крик дури после 13 години. Дури после загубата на 63 животи и загубена цела една генерација и 200 повредени. Во оваа судница, како што ветува и самиот почеток, ќе бидат изнесени многу аргументи и факти. Кои можеби нема да му се допаднат некому. Но ќе бидат првиот чекор или првиот патоказ дека сте на вистинскиот пат кон утврдување на вистината. Свој воведен говор денеска во судницата има и членовите на обезбедувањето и управителот на агенцијата Рубикон. И тие негираа вина, тврдат дека согласно законите немале можност да легитимираат кој од гостите е малолетен и кој може да влезе. А како што кажа, ниту знаеле дека ќе биде внесена пиротехника, бидејќи како што рекоа, нивното работно време започнало многу подоцна. Имаме дел од овие изјави, да ги погледнеме. Да, имам само една реченица да дадам. Криво ми е на комниот ден што не успеав да спасам повеќе луѓе. Да, судењето ќе продолжи веќе наредната недела на 10 декември, кога свој воведен говор ќе треба да има поранешниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиука, кои сите негови тројца наследници, освен нив, свој воведен говор ќе имаат и нивните бранители. Зоран Јаневски во живо од Идризово, благодарам за овие информации. Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава за поранешниот градоначалник на Струмица Костадин Костадинов и уште 5 лица за набавката на електрични автобуси во Струмица. Костадинов преку социјалните мрежи во целост ги отфрли обвинувањата. Струмичката полиција поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник Костадин Костадинов и уште 5 други лица, меѓу кои поранешниот директор на јавното предпријатие Струмица Транспорт, поради сомневање за злоупотреба во постапката за јавна набавка на електрични автобуси за потребите на општината. Според информациите од полицијата, Костадинов се товари за кривичното дело злоупотреба на постапката од јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство. Според полицијата, тој ангажирал лице без соодветни стручни квалификации, кој учествувало во техничката евалуација на понудите и во надзорот врз реализацијата на договорот. Пријавениот КК во својство на поранешен градоначалник на општина Струмица ги повредил правилата на постапката за јавна набавка на електрични автобуси за потребите на ЈСП Струмица Транспорт од Струмица со ангажирање на пријавениот ГП како одговорно лице задолжено за одговори на технички прашања, учество во техничка евалуација на понудите, надзор над имплементацијата и целосна реализација на договорот, иако тој не ги поседувал потребните стручни квалификации и потребната лиценца А за надзор од областа на електротехниката
издадена од Комората за овластени архитекти и овластени инженери. Костадинов ги отфрла во целост на водите за сторено кривично дело, потенцирајќи дека проектот за набавка на електричните автобуси бил од стратешко значење за општина Струмица. Верувам дека сите овие чекори се спроведени според важечките закони. Истовремено сакам да потенцирам дека лично јас, а се надевам и сите наведени лица за кои постои сомневање, стоиме на располагање на сите надлежни органи и институции со цел да им биде елаборирано и појаснето на каков начин е спроведен овој проект, кој денес безпрекорно функционира во пракса, напиша Костадинов, додавајќи дека не сака да дава политички коментари. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Конгресот на ВМРО-ДПМН ќе донесе и внетрепартиски промени, владина реконструкција напролет. Лидерот на ВМРО-ДПМН не гледа причина за предвремени парламентарни избори. Град Скопје со 5 препораки за загадениот воздух. Пациенти со респираторни болести ги полнат болниците. ВМРО-ДПМН најавува стратешки документ со план за развој на државата кој ќе биде презентиран на партискиот конгрес во сабот. Изборниот конгрес на ВМРО-ДПМН ќе донесе и внетрепартиски промени. Последните најави се дека владина реконструкција ќе има напролет. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски не гледа причина за предвремени парламентарни избори. Мицковски планира пролетно партиско освежување на раководството на ВМРО-ДПМН, но и реконструкција на владиниот кабинет што го води. Анализата кој ќе остане во извршниот комитет на партијата, дали ќе има партиски подпредседатели и кој, но и кои министри треба да заминат или пак кои ресори треба да се променат, ќе ги прави по партискиот конгрес во сабота, а процесот треба целосно да заврши кон крајот на март и почетокот на април. На првиот централен комитет по конгресот ќе предложам нов извршен комитет и ќе почне процес на генерален избор на раководствата во општинските комитети и другите партиски органи. Да дадеме една нова енергија, кадровско освежување на партијата. Тоа се треба да биде завршено до крајот на март. Во април и мај треба да почне интервенцијата во владата. Ако не дојде до некакви промени, парламентарните избори треба да се планираат за пролет 2028, објави Мицковски на брифинг со новинарите. Интерните партиски анкети направени во ноември покажуваат дека ВМРО-ДПМН и понатаму е партија со највисок рейтинг, 3 пати повеќе од оние на Вреди, СДСМ, Левица и ДУИ. Сепак, тој не планира предвремени избори, бидејќи наредната година се договара нова еврообврзница од 700 милиони до 1 милиарда евра, што ќе биде економски предизвик. Дополнително очекува да растат и макроекономските параметри со инфлација до 3% и реален раст на БДП од 3,5 до 4%, што според него не треба да биде прекинато со избори. Мицковски засега пред Конгресот е единствен кандидат за лидер на партијата, а во Кавадарци очекува делегатите да му ја пружа довербата за уште еден мандат. Таму треба да биде донесена и партиската стратегија, визија што гради држава, во која ќе бидат прецизирани чекорите што до 2030 треба да ги спроведе ВМРО-ДПМН како владеачка партија. Веднаш по партискиот конгрес Мицковски заминува во Брисел на самит на ЕУ за Западен Балкан. Во однос на реформската агенда очекува забрзување на темпото на законите и подзаконските акти што треба да се донесат. Сепак, тој не отстапува тоа дека судството и обвинителството нема да добијат повеќе пари за поголеми плати. Она за што ќе отстапиме се само повеќе пари за нови вработување на технички персонал, за кои се жалат дека го немаат. Но претходно им побаравме да ни достават список што од вработувањата им е потребно за да обезбедиме пари. Па ете, сами нека одлучат кого ќе вработат. Пари за поголеми плати на суди и обвинители ќе нема, децидене Мицковски. Од друга страна, во место стои диалогот со Бугарија, бидејќи Софија се уште не направила чекор напред, информираше лидерот на ВМРО-ДПМН. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Новоизбраниот председател на антикорупцијската комисија Адам Чучул денеска положи заклетва и вети дека ќе се бори против корупцијата. Невладиниот сектор пак уште на првиот ден од преземањето на функцијата го дочека со сериозен предизвик. Во последното истражување на јавното мислење на МЦМС, секој трет граѓанин рекол дека дал мито за да заврши некаква работа. Судиите и обвинителите се најкорумпирани според граѓаните, а трети на листата се пратениците. Изјавувам дека функцијата председател на Државната комисија за спречување на корупцијата ја вршам совесно и одговорно. Ја вршам совесно и одговорно.
Адем Чучул ја превзема председателската функција во антикорупцијска. Се обврза да го враќа интегритетот на институцијата по низата скандали и ќе работи на транспарентноста. Најави жестока борба со корупцијата за да ги поправи оценките во извештајот на Брисел и препораките на Греко. Ќе се залагам за транспарентна работа на институцијата, но и ќе барам како тим ќе бараме одговорност и транспарентност со сите институции. Фокусот ќе ми биде како председател, се надевам ќе имам поддршка од целата комисија да ја зголемиме нашата проактивност во делот на проверката на имотната состојба на избраните именуваните лица. Наспроти ваквите најави, граѓанскиот сектор објави анализа за состојбата со корупцијата. Секој трет македонец дал мито за да заврши никаква работа. Скоро секој трет во државата дал некакво мито за да заврши некаква работа. Судиите и јавните обвинители се највисоко на листата на професии што се перципирани од страна на граѓаните како најкорумпирани. Трети на листата се пратениците. На првиот ден од стапувањето на функцијата, Чучул доби пораки од собранискиот спикер Гаши. Борбата против корупцијата не се води сама по себе и не се ограничува само на закони и стратегии. Преку законодавната функција ги затвораме можностите за злоупотреба. Преку надзорната функција ја држиме извршната власт одговорна, а преку представничката функција ние сме гласот на граѓаните кои бараат, очекуваат и заслужуваат правда и честност. Новиот кривичен законник е клучен во борбата со корупцијата, порача и дипломатите. Според амбасадорите, корупцијата и неказнивоста сериозно влијаат и на довербата во институциите и развојот на државата. Новиот антикорупционер доби подсетник за корупција од опозицијата, која му порача дека има криминал од 9 милиони евра по кој треба да се постапи. Инаку Чучул доаѓа на позицијата председател на антикорупцијска по оставката на Татјана Димитровска, обвинета за 2 кривични дела: оддавање на службена тајна во случајот адитив и фалсификуваниот безбедносен сертификат. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Парични казни и нови контроли нареди АХВ во случајот со труење во основното училиште во Карпош. Како што информираат инспектори за храна на Агенцијата за храна и ветеринарство, по наредените мерки за генерално чистење и дезинфекција на објектот, опремата и машините во кујната во основното училиште Димо Хаџидимов денес повторно земаа брисеви од работните површини во кујната со цел утврдување на нејзината безбедност. На вонредни здравствени и санитарни прегледи упатени се и вработените во кујната, која ќе остане затворена се до добивање на лабораториските наоди со кои ќе се потврди безбедноста. Агенцијата за храна и ветеринарство официјално ги добила резултатите од лабораториските тестирања од вработените лица во кујната и од вонредните контроли во кујните на 9 основни училишта во општина Карпош, со кои стопанисува истиот оператор со храна, пошто се изречени и соодветни санкции. Со 600 евра во денарска противвредност и 300 евра за одговорното лице казнете операторот со храна, бидејќи со земените мостри храна од основното училиште Димо Хаџидинов било потврдено дека послужената мусака не ги задоволува микробиолошките критериуми за безбедност, односно утврдено е присуство на бактерија. Од земените мостри храна и брисеви во рамки на превентивните вонредни контроли во 9 основни училишта, кај една мостра од храна, намаз, утврдено е присуство на бактерија Ешерихија коли, за што е наредено намазот да се исфрли од употреба. 2 од тестираните брисеви биле позитивни, но кај нив не е утврдено присуство на патогени бактерии. На операторот со храна за утврдените недоследности со превентивните вонредни контроли изречени му се 2 парични казни по 900 евра во денарска противвредност, 800 евра за операторот и 600 евра за операторот и 300 евра за одговорното лице, а за непоседување на сертификат за завршен курс по хигиена за едно лице и немање соодветни технички услови за работа, немање на топла вода во 2 училишни кујни, изречена и вкупна казна од 650 евра по денарска противвредност, информираа од АХВ. Откако се најдовме на врвот на европската листа со загаден воздух, град Скопје испрати 5 препораки за намалување на загадувањето. Тие се однесуваат на редовно чистење на печките, на временно одржување и употреба на квалитетен материјал за загревање. И додека се чекаат ефектите од мерките, пациенти со респираторни болести ги полнат болниците.
Град Скопје најавува засилени инспекциски контроли откако деновиве се потешко се дише во метрополата поради зголеменото аерозагадување. Под лупа ќе бидат компаниите, но и домакинствата, и затоа препорачуваат редовно чистење на оджаците за затоплување, да не се користат отпадни материјали, печките на дрва да се одржуваат и да се прави редовен сервис на грејните тела. Ова се дел од препораките од град Скопје. Во меѓувреме, загадениот воздух и вирусите ја полнат клиниката за респираторни заболувања кај децата Козле. Во амбулантите дневно имаат и по 150 прегледи на болни деца. Во моментот на болничко лекување поради компликации на долните дишни патишта, задржани се 50 на мали пациенти, а 5 од нив имаат потреба и од кислородна поддршка. Според лекарите, покачена температура, секрет од носот и кашлица се најчестите симптоми периодов. Особено во овој период кога се зголемува загадувањето на воздухот кај нас во градот, децата реагираат за тоа што се зачестува кашлицата кај нив, кај оние што се моментално со долно респираторен инфект и кај оние деца кои што се со алергичните заболувања. Да имаат долготрајно, честа измачителна кашлица, почнува носна секреција, затнување на носот, потежното дишење од горните дишни патишта, така да и таа е симптоматологијата која што најчесто да речеме имаме во амбулантите наши покрај фебрилните состојби. Поради распространетоста на вирусите и зголемената загаденост, деновиве не само во Скопје, туку и во други поголеми градови во земјава, педиатрите препорачуваат децата колку што може почесто да се носат на почист воздух, барем за викендите. Да не престојуваат во затворени простори, како што се молови од игротеките, да нема мешање во затворени простори меѓу децата кои што се со инфекти. Нормално, доколку дојде до појава на инфект, фебрилност, децата да се чуваат во првите 24-48 часа дома, да се даде симптоматската терапија и дури потоа да побараат совет од лекар, односно да немаме толку големи гужви и мешање на децата меѓу нив и во нашите амбуланти и кај матичните лекари. Инаку во последниот извештај Институтот за јавно здравје регистрираше 114 случаи со клиничка слика на грип. Александар Динев, Сител телевизија. Владата ја промовираше платформата проекти.gov.mак. Целта, како што информира, е да се зголеми транспарентност и јавниот надзор над проектите финансирани од државниот буџет, вклучувајќи ги оние од унгарскиот кредит. Преку посебна веб страна ќе се следат општинските проекти финансирани од владата. Прво се избира област, а потоа се пребарува по општина, институција или конкретен проект. Со само неколку кликови се појавуваат сите податоци. Колку чини проектот, кога почнал, што е сработено и кој е крајниот рок. Достапни се и фотографии и видеа од терен. Информациите се обновуваат во реално време. Дополнително, платформата е отворена и за прашање од граѓаните. Електронската идентификација дава клучна можност за безбедна идентификација на граѓаните, но и за директна комуникација со институциите. Кога ќе влезете на страната, има определено можност граѓаните да постават прашање за конкретен проект, да отворат тема, да отворат проблематика. Тоа е наша стратешка дигитална трансформација која што имаме и ќе можат да отворат теми кои што се важни за нивната заедница, кои што како влада не сме биле запознаени, да постават прашања, да го адресираат, а институцијата ќе има обврска да одговори. Од првиот јавен повик опфатени се 288 проекти вредни 75 милиони евра. Најголемиот дел од нив се целосно завршени, 30 се во финална фаза, а останатите се во тек или наскоро почнуваат. Ова не се само бројки, ова се нови улици, плоштади, водоводни и канализацијски мрежи, нови паркови, фекални системи, нови спортски објекти, културни содржини, нови училишта и нови градинки. Ова се над 220 капитални проекти во инфраструктурата, над 40 проекти во животната средина, 7 во спортската инфраструктура, 5 проекти во културата и над 10 значајни инвестиции во образованието. Преку вториот јавен повик пак се финансираат 828 проекти за над 225 милиони евра. Од нив 50 се завршени или во финална фаза, а за над 500 се подпишани договори за реализација. Мартин Арсов, Сител телевизија. Македонскиот институт за медиуми ги детектираше најголемите предизвици со кои се соочуваат медиумите во државата. Каква ќе биде иднината на медиумите, а каква на демократијата, беше тема на денешната дебата.
Младите сакаат инстант вести од 20 секунди. Политичарите пренесуваат информации како звезди, технолошка неписменост кај медиумските работници, екзистенцијален крах на новинарите. Ова се дел од главните предизвици со кои се соочуваат македонските медиуми. Македонскиот институт за медиуми објави истражување за иднината на медиумите во Македонија. Социјалните мрежи ја променија играта, тоа е главен предизвик за мејнстрим медиумите. Особено мејнстрим медиумите веќе не може да се подпираат и да сметаат како основна улогата на информирање, затоа што информациите, бидејќи приматот тука го преземаат социјалните мрежи и онлайн медиумите во смисла на брзината на информирање. Основната функција на медиумите практично треба да се редефинира и медиумите треба да стават фокус првично на едукација. Македонија со помош на ЕУ за прв пат ќе добие стратегија и акциски план за развој на медиумите. Дополнително, државата ќе работи на усогласување на дигиталната и медиумската правна рамка. Во рамките на овој проект ќе следи усогласување со Законот за дигитални услуги, Законот за дигитални пазари, Законот за вештачка интелигенција и Законот за слобода на медиумите. Ова представува трансформативен процес кој ќе отвори нова ера во дигиталниот и медиумскиот простор со повисоки стандарди на транспарентност, безбедност, отчетност и конкуренција. Освен усогласување со легислативата, ЕУ ќе вложува и во реформи во медиумскиот сектор. This strategy does not only need to respond to today's challenges, but in a way anticipate the future and with that safeguard media independence, professionalism, strengthen the status and safety of journalists, promote pluralism, counter disinformation. На дебатата говореа и уредници и новинари од неколку поголеми медиуми од државата. Речиси без исклучок, сите се сложни дека за квалитетна новинарска содржина потребни се финансиски средства. А ќе мора да се најде и начин за да се привлечат младите да учат новинарство, со оглед на тоа што во изминатите години упишаните студенти се бројат на прсти. Даниел Василев, Сител телевизија.